Бењето на камбаните од соборните храмови на истокот пред полноќ ги повикаа граѓаните масовно да го прослава најголемиот христијански празник Воскресение Христово, Великден. На полноќ митрополитот Брегалнички господин Иларион од пред платото пред соборниот храм Свети Никола во Штип на присутните верници им го честита најголемиот христијански празник со торжествениот поздрав Христос воскресе, на вистина воскресе. На прв ден Великден во утринските часови во соборниот храм Свети Никола во Штип се објави второто воскресение и читање на Светото Евангелие на повеќе јазици. Неговото превосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион упати честитка по повод Великден до сите православни христијани. Христос воскресна, навистина воскресна, мир и благослов на сите православни христијани кои што живеат во татковината и насекаде во светот. Посакуваме воскреснатиот Бог кој што со смртта ја победи, кој што на светот и на човечкиот род му даде мир и ослободување од гревовите, нека подари мир и благосостојба во татковината наша. На великденската литургија во соборниот храм Свети Никола присуствуваше и председателот на влада за спроведување на изборите Емил Димитриев и од Штип упати честитка до сите православни христијани по повод големиот празник. Христовото воскресение бе поука за сите нас дека само добродетелта и љубовта и разбирањето помеѓу луѓето се нешто кое што треба да го негуваме. Посакувам овој празник да донесе кај сите семејства повеќе љубов и разбирање и со оние што може би имале недоразбирање во минатото, да надладее разумот и позитивната мисла. Овие тешки моменти за Република Македонија, овој празник дојде во вистинско време и се надевам дека по празнувањето овој празник, по духовното исполнување на нашите души кои што го имавме овие денови во нашите цркви и манастири, дека Република Македонија ќе се надмине самата себе и овој проблем и оваа криза што ја имаме и дека ќе запловиме во едни мирни води. Вчера вечер за објавувањето на радосната вест за Христовото воскресение, техничкиот премиер Емил Димитриев беше со најблиските во родниот Пробиштеп во црквата Успение на Пресвета Богородица.